Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен наш гостин е поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, дел од највисокото раководство на ДУИ. Господине Бектеши, Миндух Тачи и ДП ја напуштија коалицијата на ДУИ. Разговаравте ли на оваа тема со него и која е причината? Па тоа што го кажа и господинот Тачи во еден од неговите излагања во национална телевизија тука во нашата држава, тој веќе не е дел од Европскиот фронт формално, имајќи го предвид дека тоа беше пред изборна коалиција, но секако дека ќе действува во опозиција и ќе биде во контакт со лидерот на Европскиот фронт, во овој случај нашиот председател господинот Ахмети, каде што ќе ги координираат сите активности и ќе действува како опозиција во собранието на Република Северна Македонија. Сега ова го кажувате, но од друга страна, во интервју баш за Радио Слободна Европа, координаторот на СДСМ Оливер Спасовски рече дека е можна коалиција на ДУИ со владеачката коалиција. Дали сте преговарале со некој од коалиционите партнери, со премиерот? Во однос на можна коалиција меѓу ДУИ и ВМРО да помене, вие го знаете, и тоа го кажали господинот Ахмети и сите членови на ДУИ го кажуваат при јавни настапи. Демократската унија за интеграција е за целосно почитување на Охридскиот рамковен договор, пошто мислиме и сме убедени, и тоа е покажано во пракса, дека преку почитување на тој мировен договор, нашата држава имала само позитивни резултати од 2001 па се до денеска, и во однос на можно коалиционирање, да бидам вака попластичен, ако нема избори, ДУИ нема да биде дел од владата, тоа го најави господинот Ахмети. Ние сакаме да ја имаме довербата на граѓаните и граѓаните да одлучуваат кој нив да ги представува, а не волја на некоја политичка партија. Јас сум го кажал тоа и претhodно, утре може Левица да има 80 пратеници или не знам некоја националистичка политичка партија во нашата држава да имат 90 пратеници, 61, 70 пратеници, и не можеме ние како држава, мултиетничка држава, држава која вредностите на Европската унија сака да ги примени во целост во нашата држава, да дозволиме такво неконструктивно действување и обид за омалажување на другите етнички заедници во нашата држава. Го споменавте укинувањето на балансерот, сепак објаснувањето на судот беше дека дури и тој произвел дискриминација кон другите етнички заедници. Зошто би бил тогаш потребен ако ги дискриминираме ромите, турците? Такво беше објаснувањето на председателот на Уставниот суд. Па, не би сакал да ги коментирам објаснувањето на председателот на судот, пошто знаеме од која провиненција доаѓа истиот председател, а најлошото тоа е предлог на господинот Иванов претhodно, кој е ставен во управен суд како судија во негово време, пошто знаете вие дека во управен суд и председателот има право но тој ги отврли предлога. Сите политички. Не би сакал него да го коментирам, пошто тој влијае негативно во меѓуетничките односи во нашата држава и треба да внимават на вакви одлуки кои се сензитивни и кои не ја водат напред државата, но ја враќаат државата назад пред Охридскиот рамковен договор, каде што може да растат тензиите во нашата држава за жал, а ДУИ работи интензивно за тоа да не се случи, пошто, како кажав, приоритет на приоритетите е интеграцијата на државата во Европската унија. Да, но тој балансер предизвика други негативни појави. Например, луѓето се пишуваат нешто што не се изјаснуваат за нешто што не се чувствуваат, само за да добијат работно место во администрацијата. Не би се согласувал. Дали е злоупотребано? Да, е злоупотребано во одредени институции, но тоа требаше да се надогради како механизам и луѓето од изводите што ги вадаат може да бидат како услови во делот кога тие конкурираат во одредени позиции. Пошто тоа беше укинато претhodно и не беше прифатено. Сега со укинување целосно на балансерот се дозволува секој менаџмент на одредена институција да одлучува самостојно, без да ги има во предвид ова Охридскиот рамковен договор, а воедно и тоа како дух што излегува од рамковскиот договор.
Како замена за балансерот сепак се најавува, новата власт најавува носење на закон за правична застапеност. Рековте дека ќе ги поддржите добрите политики кои што се однесуваат и на албанската етничка заедница. Дали ќе го поддржите овој закон? Ние ги поддржуваме сите политики добри, не само за албанската заедница, и за македонската и за другите заедници, и во делот на нивните права, но и во делот на општото добро на државата, како што е економскиот развој, како што е развојот генерално во други сфери, социјалните политики и слично. Ние прво треба да имаме драфт на тоа законско решение, иако и тоа законско решение мора да има некој механизам што ќе биде рамноправен за сите етнички заедници да имат можност да бидат представувани. Балансерот како механизам работи со коефициент, се со цел да се стигнат одредени рокови за тоа да не биде за 20-30 години одредена етничка заедница да може соодветно да биде представувана во администрацијата и во одредени институции во државата. Да го видиме првично предлогот што ќе го достават. Ако предлогот е добар за сите етнички заедници, вклучувајќи го и најголемата етничка заедница како што се македонската, секако дека како дуи ќе подошиме. Уставниот суд повеќе од 5 години нема одлучувано ниту за законот за примена на јазиците. Слушнавме најава дека и овој предмет ќе биде ставен во декември на дневен ред. Значи ли тоа дека предлозите на ДУИ беа погрешно креирани, доколку и овој биде прогласен за неуставен? Балансерот еве се покажа дека ќе биде прогласен за неуставен, а коментарите од вашите противници беа дека се донесени лоши законски решенија. Значи вака. Тие сака да направат дефокус. Одредени поединци од коалицијата Вреди биле дел од ДУИ и биле носители на преговорите што сме ги имале со другите политички партии. И со ВМРО-ДПМН и со СДСМ. Посебно господинот Меджити, кога одише во Бијачка, рече се секој дневно во времето кога Зоран Заев сакаше да формира влада во 2017 година. Повеќе седеше во Бијачка отколку во Мала Речица. Но тоа треба тој да го објасни. Ние како ДУИ значи сме против укинување на тие одредби од законот за употреба на јазиците во случај на албанскиот јазик. Зошто? Заради тоа што тие законски решенија произлегуваат од Охридскиот рамковен договор. Веќе подолг период ДУИ најавува протести. Кој ќе биде клучниот момент кога ќе се одлучи за оваа мерка? Демократската унија за интеграција моментално има состаноци во сите граници и веќе отворила дебата на начинот како треба да постапи ДУИ и сите идеи, предлози што ќе произлезат долу од базата на Демократската унија за интеграција, но не само за ДУИ. Ние во таквите дебати, трибини ги повикуваме сите граѓани да учествуваат. Кој ќе биде моментот? Што би било она што би ја прелило чашата на трпение на Демократската унија за интеграција? Па ја мислам дека ова влада секој дневно прави толку скандали што за секој скандал би требало по еден протест да се одржи од страна на граѓаните. Не само од ДУИ, од граѓаните генерално во нашата држава, без да ги поделиме на етникум. И македонците, албанците имаат поголеми трошоци за све во животот. Ништо не функционира во нашата држава. За жал се воведуваме во ситуација каде што ни умираат и млади луѓе во болниците, каде што не можат да најдат соодветна грижа од страна на нашиот здравствен систем. Ќе биде ова обид за дестабилизација на земјата како што го толкува тоа премиерот Мицковски? Па, господинот Мицковски го толкува тоа од првиот ден кога е станат премиер и кажува дека ДУИ организира можна дестабилизација на државата. Ја мислам дека потезите на господинот Мицковски и коалицијата Вреди водат кон дестабилизација. Тие самите сакаат да дестабилизираат. ДУИ јавно го кажува тоа и преку нашиот лидер господинот Ахмети и ние како претседателство на ДУИ дека на нашата држава не му треба дестабилизација, но во спротивно им требаат разговори, им треба диалог, каде што сите граѓани ќе се чувствуваат поеднакви во ова држава.
Ајде, на тема од енергетиката, министерката на новото Министерство за енергетика, сектор кој што до некаде е наследен од министерството со кое што раководевте вие, ја слушнавме дека го оспорва проектот за грчкиот терминал Александрополис, негира дека државата има стекнато 10% како што беше најавено удел во овој и 25% дека има ЕСМ во тамошната гасна централа. Што е точно од ова? Вие бевте дел од оној тим кој што го потпишуваше меморандумот за соработка. Во делот на терминалот за газ, да, ние сме ги потпишале тие договори како влада преку Номагас и преку ЕСМ и тогаш беше спорно. Најверојатно тој проблем не е решен заради акциите што требаше да ги добиеме од страна на Република Бугарија, кој не ги дава тие акции и на некој си начин сака да ја уценат нашата држава. Ние не сме одлучиле да бидеме уцените и да видиме ова влада како ќе постапи во тој дел. Да, но беше речено на пресконференцијата од страна на министерката дека веќе се потрошени 3 милиони евра за закуп, годишна закупнина, нешто што всушност ние немаме. Сега во моментов државата не стигнува газ од овој дел. Министерката треба првично добро да биде информирана од страна на службите и да оди да ги види каква е состојбата во рек Битола, каква е состојбата со снабдувањето со природниот газ, не да избега од страна на новинарите и на прашање на новинарите и наместо да дава насоки да се потпише договор за снабдување со природен газ од страна на бугарска фирма, каде што собственик е бившиот CEO на Лукойл и на некој си начин главен играч на Руската Федерација не само во Бугарија, но и во регионот, да направеше договор и со Александрополус за снабдување на нашата држава со природен газ. И треба да знае министерката дека во делот на интерконекторот со Република Бугарија за потребите на ЕСМ и за ЕСМ снабдување веќе има ослободени количини од претходната власт каде што може да се снабдуваме со неруски газ во нашата држава. Го споменавте интерконекторот, зошто вашата влада не успеа да го реализира овој проект? Не, нашата влада ги заврши сите процедури. Беше објавен јавниот повик во целосна координација со ЕБОР и со EIB. Господинот Реджеви беше еден од најуспешните раководители на институции во нашата држава. Во делот на зошто тоа е поништено, треба да се обратите во EIB пред да бидат објавени условите од страна на тедеската документација и тедеската документација во целост било потврдено од страна на EIB и EIB та потврда ја објавил во својата веб страна каде што имале право да учествуваат сите европски компании во изградбата на интерконекторот. Тоа што самите го направиле, тоа го поништиле. Зошто тоа се случило, треба да се обратите и во EIB, и во ЕБОР, а воедно и во Европската делегација тука во нашата држава. Во еден од одговорите ја обвинивте и на луѓето што биле значи во тоа време кога биде објавено дел на меѓународната заедница во нашата држава. Се сомневате во набавката на струја која што ќе се биде во иднина од страна на оваа власт? Јас не се сомневам, јас имам точни информации зошто се прават овие набавки од страна на ЕСМ во делот на електричната енергија. Замислете, во најголемата енергетска криза државата се снабдуваше со електрична енергија не повеќе од 15-17 милиони евра во текот на цела 2023 година. Денес кога ние зборуваме, само за неполни 2 месеци сме потрошили околу 15 милиони евра за набавка од електрична енергија. И од кои фирми? Сите странски фирми. Преку ден, часовно, Република Северна Македонија за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи купува повеќе од 150 мегавати по час. Со испадот и на третиот блок во рек Битола, овие купуваат и влечат и од европската мрежа електрична енергија. Дополнително од тоа, во берзата во нашата држава, каде што нема јавни набавки, само купуваат во берза,
Трошоците не се 17-18 милиони за купување на електрична енергија. Тие се повисоки, но не ги објавуваат набавките што ги прават директно во нашата држава. И еве јавно, ја повикуваме и господјата Божиновска, и раководството на СМ, и енергетскиот тим на владата, нека излезат, нека се сочува со јавноста, нека не бегаат од јавноста, нека ја информираат за состојбата каква е во нашата држава, пошто доаѓа 1 јануари, почнува грената сезона, а овој кредит што го земаме од Хунгарија, најверојатно ќе се троши за покривање на ваквите трошоци и неспособноста што моментално го покажуваат раководствата во енергетскиот сектор. Благодарам. Благодарам на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.